Добро вечер, почитувани гледачи. Следите програмата на ТВ телевизија и следите последната за овие локални избори 2021 година емисија посветена на бесплатно представување на кандидатите за градоначалник на општина Охрид. Согласно распоредот на гласачкото ливче, мој денешен гостина само неколку часови пред почетокот на предизборниот мол Константин Георгиевски од коалицијата Најдоброто за мојата општина, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Добро вечер и добро ми дојдовте во таму. Како сте? Добро вечер, добро ве најдов. Да започнеме со прашањата. Георгиевски, во вториот круг од кампањата за локалните избори и изборите за градоначалник, имавме можност да видиме дека како да изостанува оние прашања кои што се однесува на представување на делови од програмата за развојни проекти, повеќе политичките играчи беа сконцентрирани на малку пооштра реторика, дисквалификации на своите кандидати. Што мислите околу тоа? Нормално е со наближување на изборите на вториот круг да се заостри кампањата. Ние ги презентиравме програмите и проектите кои што ги имаме реализирано и кои што планираме во иднина да се реализираат. Граѓаните секојдневно ги гледаат нашите проекти кои што ги изработивме во изминатите 2,5 години и мислам дека сепак кампањата беше на едно поприлично високо ниво, немаше некои ниски удари или дисквалификации или црна кампања. Така да мислам дека добро помина кампањата. Така, вашиот против кандидат ве обвини за притисоци за уцени, вашиот став околу тоа? Јас сум градоначалник 2,5 години, во општината никого не сум казнал, никого не сум притиснал за ништо. Апсолутно никакви притисоци или уцени немало во текот на кампањата и тоа е една, речам, нормална реторика која што политичките противници едноставно мора да си ја кажат во текот на изборите. Така. На крајот на првиот круг вие изјавивте дека народот се изразил незадоволство од политиките на Социјалдемократскиот сојуз на централно ниво и сега дали сметате дека тоа беше причина да од контото на она што го сработите во овие 2,5 години ви бидат одземени гласовите? Па целокупната политика, состојбата во државата и односот на граѓаните кон власта имаше одреден придонес кон изборниот резултат секако. Меѓутоа и јас како градоначалник и како локална самоуправа не може да се изземиме од резултатот во првиот изборен круг, дека сето тоа е резултат само на одредени политики на централната власт. И јас како градоначалник, секој кој што работи, веројатно има позитивни работи, има и некои негативни работи. Сето тоа е збир на судот на народот, да речам. Меѓутоа, тука е интересно индикативно што гласовите на опозицијата не се нешто драстично зголемени, додека гласовите на власта, на позицијата и моите гласови се намалени. И ние во овие 2 недели активно работевме на тоа поле, ги анимиравме луѓето кои што не излегле на гласање, ги предочивме пред нив нашите проекти и визии за Охрид и се надевам дека во вториот круг ќе се смени таа состојба. Така. Во претходните емисии кога бевте гостен во тоа, веќе и ги презентиравте и на бројни пресконференции, ги презентиравте проекти со кои што ја барате од гласачите довербата за нов мандат. Сега вие имате еден скратен мандат зад себе од 2,5 години. Што сметате за ваш најголем успех кога станува збор за реализација на одреден проект и што сметате дека беше најтешко да се реализира? Што се однесува до реализацијата на проекти, изградба и работа, мислам дека како локална самоуправа, и тоа е општо прифатен факт и од опозицијата, ако тие не сакаат да го признаат во кулуарите и меѓу себе тие си го разговараат тоа, дека одржавме лекција како се работи и како се реализираат проекти. Изградивме навистина капитални објекти за кратко време кои што беа со децении наназад ветувани и кои што луѓето кога му објаснувавме и му ги ветувавме дека ќе ги изградиме, не примаа со неверување.
Така беше случајот со улицата Аба Семин, кој што беше проект ветуван со години наназад, никој не се нафати да ја направи, ние ја реализиравме, поставивме нова атмосферска канализација, нова фекална, нова водоводна линија, нов горен строј на улицата со замена на тлото. Така беше со влезот од страната на Битола 15 корпус, Јане Сандански. Изградивме нова улица во касарната, ја реконструиравме прва македонска бригада, Егејска и ред други, да речам, инфраструктурни проекти. Огромен беше проблемот со имплементацијата на препораките од УНЕСКО. Тоа беше еден многу сложен, комплексен проблем со кој што изгубивме многу време и енергија за решавање, меѓутоа на крајот можеме да заклучиме дека како резултат на нашите делување и заложби, Охрид и ден денес се наоѓа со истиот статус во УНЕСКО, кај што припаѓа заедно со 38 други такви места во светот. Така да, мислам дека за кратко време имаме навистина импозантни резултати. Луѓето се свесни за тоа и мислам дека во недела на крај ќе ги валоризираат нашите трудови и нашиот напор, за тоа што тоа се све видливи работи, не се фиктивни проекти со некакви фиктивни гаранции како на опозицијата, и се надевам дека ќе го изберат најдоброто, да продолжиме заедно да го градиме Охрид во права насока. Така, и самите го спомнавте овој период и препораките од УНЕСКО. Вие бевте градоначалник, па може да се каже во еден период кога требаше да се носат навистина сериозни, навистина тешки одлуки, конкретно за спроведувањето на препораките на УНЕСКО и за управувањето со овој регион. И сега едни ве критикуваат дека зошто рушите, други ве критикуваат дека не рушите брзо, трети ве критикуваат дека не рушите се. Мислите ли дека тоа ви донесе негативни поени? Како и да се постапеше во таа ситуација, сето тоа ќе одеше негативно и отиде негативно на моје лично конто. Така. Меѓутоа, јас не бев политички калкулант ни тогаш, не сум ни сега. Едноставно, никогаш не е добро време за рушење, стално е добро време за почитување на законите. Тие објекти кои што беа на Кребрежјето беа сите со истечени договори за концесија на земјиштето таму, со решенија за отстранување донесени од друг градоначалник, непостапувањето по решенија за отстранување е кривично дело. Така. И тоа беше еден аспект на проблемот, а другиот аспект беше постапувањето по однос на препораките и чистењето на Кребрежјето. И едноставно, ако ние не постапевме, Охрид ќе беше на црната листа, па сега ќе бевме обвинети дека, тоест јас ќе бев обвинет дека сум дозволил Охрид да го изгуби статусот на УНЕСКО. И тука беше еден нож со двеоштрици од кои што немаше бегање, меѓутоа функцијата носи многу одговорности, носи многу тешки одлуки, многу повеќе него бенефиции. Луѓето кои што истрајле на една функција тоа го знаат, а луѓето кои што шетаат од фотелја на фотелја, ништо не сработили во својот живот, тоа не го знаат. И мислам дека колку е тешко лесно да се избалансира со потребите, барањата, критиките од сите? Значи, притисокот беше страшен, како од УНЕСКО, така од медиумите, така и од релевантни други странски институции. Екологистите ги имавте од друга страна. И едноставно тука мораше да се постапи. Јас сум свесен дека луѓето тоа го доживуваат лично. Сите тие луѓе на кои што му се отстранија тие своевидни плажи таму, објекти кои што беа градени, го доживуваат тоа лично. Меѓутоа, јас повторно ќе апелирам дека едноставно тоа е најатрактивниот дел на Охридското крајбеžје кој што е сопственост на сите нас и во иднина нема да се повтори никогаш да биде издавано крајбрежјето со концесиски договори на поединци да по свое видување градат некакви објекти на плажите. Нашиот концепт за менаџирање со крајбрежјето е сосема нов и сосема поинаков, не е ретрограден како досега или како концептот на опозицијата кои што сакаат повторно да ги издаваат плажите во концесиски договори и да креираат проблем, кој што едва го решивме сега со судни маки. Нашиот концепт е општината да го менаџира крајбрежјето, општината да ги изгради тие објекти таму и кои што ќе бидат издавани од сезона на сезона. Така. Кои што ќе се согласно планот за договори. Нема да има и нема, што е најважно, нема да се издаа земјиштето. Земјиштето ќе се остане да го стопанисува општината.
Така. Општината ќе ги изгради објектите на крајбрежјето. Нема да може од да се отворен тип менуваат. и тие ќе се типизирани исти за сите и ќе се издаваат од сезона за сезона. Ова лето ќе го земи крсте од јуни до септември и тој си носи тамо само пијачки и тоа што треба за да Така. работи. Следната сезона повторно да на надавање ќе го земи друг човек и Така. а тоа сето останува во собственост на општината. Тоа е правилниот начин на менаџирање, затоа што ако повторно ги издаваме најатрактивниот дел од земјиштето со концесиски договори, ќе дојдеме во истата ситуација кога одредени правни физички лица ќе изградат таму објекти и ќе треба повторно да постапуваме како и сега. Така. Нашиот град Георгиевски демографски си старе и имаме со негативен предзнак природен прираст веќе со години наназад. Младите и Охрид не е само некој издвоен пример каде што младите заминуваат и се иселуваат. Многу за младите имавте во предизборната и во изборната програма ветено, меѓутоа на младите им е потребна работа и еден квалитетен културен и социјален живот. Во оваа сфера, колку е нашиот град спремен да се направи еден квалитетен исчекор на позитивно, за да останат децата тука? Охрид е мал град и го има истиот проблем како и секој друг град во било која друга држава кој што е туристичко место, каде што во огромна мерка бизнисите и економскиот просперитет е врзан со туризмот. Впрочем и Дубровник го има истиот проблем, затоа што во текот на туристичката сезона тоа е центар на светот, меѓутоа во јануар е скоро празен. И ние треба да се насочиме на продолжување на туристичката сезона, отварање на можности за младите. Ние како општина инвестиравме многу во образованието. Тоа е еден од начините да ги задржиме нашите генерации и во нашиот град со добри услови за образование, со добри реновирани училишта и слично. Така, кажавте дека Охрид планирате да биде град со најдобар стандард за образование и работевте многу во изминатиот период. Да, инвестиравме многу и скоро во секој училиште се сработи одреден проект, се реновираа сите тоалети во сите училишта, се поставуваа нови кровови, дограма, се градеше спортска сала, во Емуц ново игралиште, тоа училиште јас сум учел гимназија, не сум го посетувал, меѓутоа сега од кога го реновиравме добив желба повторно да се запишам средна школа на пример во Емуц, затоа што навистина изгледаше при мојата посета таму европски и тоа е еден дел од сегментот, друг дел е перспективата и можностите за младите при отварање на нови бизниси, привлекување на странски инвестиции. Ние како општина може само да го помагаме сето тоа. Еден дел од зголемување на туристичката понуда е нашиот проект Цел Охрид на клик, каде што ќе се сублимираат сите понуди кои што ги има нашиот град, од изнајмување на катамарани до пронаоѓање на други разноразни активности кои што би биле од интерес на туристите и така да се направи еден сублимат на понуда со која што млади луѓе би се ангажирале, меѓутоа све во насока на развој на туризмот. Точно е дека Охрид имал во минатото индустрија, има и сега, меѓутоа со годините од текот на транзицијата голем дел од економскиот колач на градот сега е префален во туризмот и треба да предпријатија средни. Како никогаш досега политичкиви играчи во ова изборно соочување ги туркаат тие зелени агенди и зачувување на животната средина, што во суштина е и добра работа. Како дел од југозападниот плански регион, Охрид има сериозни проблеми, барем кога станува збор за екологијата, од загадувањето на водите во Охридското езеро, проблемот со депонијата Буково, потоа има јавно зеленило недостига, како што впрочем и во голем број од другите градови во држава недостига. По тоа прашање? Со оглед на тоа што станува збор за едно малку така покомплексна... Тоа е поврзано со многу други подпрашања, комплементарни со заштитата на целиот регион и ЮНЕСКО. Буково е впрочем и дел од препораките за имплементација кои што се како резултат на реактивните емисии на ЮНЕСКО.
изградба на пречистителни станици во Да, тој го Трпеца, ветите Либаништа како и нешто што слично. е најважно во... Заштитата на студенчишко блато, во постапка е веќе носење на закон за прогласување на блатото за парк на природата, студијата за ревалоризација на Охридското езеро како парк на природата и ред други документи и постапки кои што се во тек, во кои што како општина бевме активно вклучени. Охрид треба нашите граѓани да знаат дека се наоѓа и се наоѓаше и мислам дека сега сме подобрени малку во таа ситуација, меѓутоа се уште Охрид се наоѓа во многу сложена и комплексна ситуација. Со планот за управување со УНЕСКО, со имплементацијата на препораките, со носење на нови урбанистички планови кои што треба да се усогласат со планот за управување и за да се менаџира Охрид и да се води Охрид, треба однатре суштински да ги познавате проблемите. Јас, слушајќи ја кампањата и се она што се изнакажа во кампања од луѓе кои што претендираат да го водат градот, да се на највисоките функции. Јас едноставно се чудам како е можно толкаво непознавање да се има на процедурите, на законите, на состојбата во која што се наоѓа нашиот град. Многу поваршни изјави, многу поваршни концепти, некомпатибилни со состојбата во која што се наоѓа Охрид. Јас знам дека луѓето често пати сакаат да му се зборува тоа што сака да го слушнат, меѓутоа реалноста за нашиот град е поинаква. И така, значи развојниот процес на Охрид е можен, меѓутоа треба да оди постепено, треба да оди согласно задоволување на сите барања, препораки, сега сме во закони. Се уште до 2023 година, до јуни, до завршување на следната сесија на УНЕСКО, кога конечно треба да биде затворено прашањето за Охрид за ставање на црна листа. Се уште сме сега во фаза на спас на Охрид. Кога тоа прашање ќе го затвориме и ќе добиеме зелено светло дека сме ги имплементирале препораките и градот нема веќе опасност да биде ставен на црна листа од УНЕСКО, тогаш треба да почнеме ние да работиме на развојни проекти, на проекти кои што во иднината беа дискутабилни за УНЕСКО, а се можни, меѓутоа треба да има комуникација со советодавните тела и со експертите таму за да ги реализираме сите тие проекти. Така. Инаку, јас знам дека темата за УНЕСКО е имагинарна за нашите луѓе. Во разговорите со луѓето тие прашуваат колку пари нас ни дава УНЕСКО. Јас кажам УНЕСКО не ни дава пари, па тоа што ќе ни е нас УНЕСКО. Значи луѓето треба да сватат дека станува збор за еден печат, еден бренд кој што Охрид го прави уникатен. Тоа е нашиот идентитет и интегритет на градот. Така, статус. Тоа е нашата препознатливост во светот. И како резултат на тоа ние привлекуваме туристи, зголемуваме економија и е нешто со кое што во светот се представуваме како навистина светско природно и културно богатство од невидени размери. Така. И она е неоткинлив дел од туристичкиот производ кој што го продаваме со години наназад и кој што сакаме да го продаваме во периодот кој што доаѓа. Додадената вредност која што ја добиваме ние како заедница, тоа е голема. Иначе директната така, не плаќа никој пари. Не е тука во прашање. Така. Георгиевски, што е со периферијата на градот и со приградските населби кога станува збор за оној рамномерен развој? Не зборувам само за комунален развој, за асфалтирање на улици. Што е она што му треба? Детски игралишта имаат одредени населби, одредени треба да се работи. Што е она што насушно му треба на периферијата на градот кој што ето се шири? Урбанистички планови. Така. На сите села и населени места приоритет број 1 се носењето на урбанистички планови, затоа ние почнавме да работиме уште минатата година урбанистички планови за 20 села, инвестиравме 200.000 евра преку Агенција за рурален развој. Тие се планови кои што се во постапка и се надевам дека следната година ќе ги завршиме. И кога ќе имаме урбанистички планови, ќе можеме да инвестираме и во училишта, и во затоа што за било што да сакаш да изградиш, мора да имаш извод од план. Како ќе извадам јас одобрение за градба на спортска сала во Лесковец, кога нема план? Така. Без одобрение ќе ја градиме. Значи, сиве овие проектчиња кои што ги гледаме како анимации, како сухевидни сликовници за граѓаните, јас се чудам како е можно луѓе кои што сакаат да го водат градот,
да си цртаат така проекти, а немаме основни документации за тоа. Така да се може да се направи, меѓутоа треба трпение, треба истрајност, треба континуитет. Ние покажавме во изминативе 2,5 години како се гради, како се работи. Граѓаните тоа ќе го препознаат и мислам дека ќе имаме успех на крај. Така, и на самиот почеток од разговоров кажавте за улогата која што ја има туризмот во економскиот развој на нашиот град и дека малку се смена сликата и се смена играчите, немаме такви големи некои фабрики, станува збор за мали и средни предпријатија, за наечи туризмот. Колку тука општината може да помогне и како може да помогне за да им се олесни животот на оние кои што ги имаат малите предпријатија и тоа да привлечат, да зголемат и производството, да отворат нови работни места. И повторно, колку тука може да помогне и како локалната самоуправа? Добро, локалната самоуправа може тука да помогне со олеснување на процедурите за одредени постапки кои што би ги имале со тие мали бизниси во однос на одредени субвенции, како што имавме случај сега со станоиздавачи, кајчари и ред други. Разговаравме ние со дел од фирмите кои што се и во зоната, и меѓутоа и други инвеститори, за општината да ги субвенционира трошокот за вработените, за ново вработените за тие компании. Тоа ни беше предвидено во буџетот. Направивме одредени постапки, правилници, меѓутоа со почетокот на корона пандемијата како несуштински трошок го отстранивме тоа од буџетот и го ставивме за некои подобри времења. Така да има можности каде што може да се помага. Сепак целокупната клима многу повеќе влијае на привлекувањето на бизниси, на отварање на работни места, отколку политиките на општината. Има општината удел тука, меѓутоа по мене тоа не е пресуден удел. Така. Ги видовме резултатите од првиот изборен круг. Што мислите дека е вашиот најголем адот за вториот круг? Резултатите и сето тоа што го изградивме за само 2,5 години, мислам дека луѓето треба да го препознаат, да не веруваат на имагинарни проекти за велосипедски патеки, од кои што за да возиш велосипед треба со хеликоптер да следаш на таа велосипедска патека што ни е нас представена, затоа што нема од каде да стигнеш на таа велосипедска патека и други проекти кои што се така убави за око, меѓутоа ни блиско до реализација. Затоа што активно и на дело покажавме како се сака Охрид, како се почитуваат законите и мислам дека реализацијата на проектите и сето она што за кратко време се сработи, никој не може да ни го земи. Независно од резултатот на изборите, стално во Охрид ќе остане тоа дека Коста ја направи Апасемин, Коста го направи 15-ти корпус, Коста ја направи Јане Сантански и ред други работи. Така. За самиот крај од нашиот разговор, што би им порачале на охриѓани? Па јас би му порачал во недела обединети да излеземе заедно, да го изгласаме бројот 12 за просперитет, за да продолжиме со изградба на нашиот град, за да ги реализираме проектите како катна гаража, како македонски просветители, кој што е веќе завршен проект пред почеток на градба со потпишан договор за изградба со изведувач. Да продолжиме заедно да го развиваме градот во една права насока, да стигнеме до тој јуни 2023 и конечно да го затвориме заедно прашањето за УНЕСКО, да продолжиме со изградба на нови градинки, нови школи. На прак сме за деблокирање на општината, уште 295 милиони ни останаа, почнавме со 1,6 милиарда. Навистина резултатите се огромни кои што за кратко време ги постигнавме. Граѓаните ги повикувам да добро размислат кој што сработи за овие 2,5 години, да препознаат кому Охрид му е приоритет, а кому му е приоритет лична кариера и разноразни фотели. Го сакаме Охрид, викаат, па и 2019 година го сака Охрид, што не дојдеа тогаш на избори да решаваат проблеми. Сега е лесно да си градоначалник на Охрид. Му ја разложив општината, му ги решив плажите, му изградив еден куп проекти, сега секој сака да е градоначалник на Охрид.
каде беа кога требаше да се решаваат проблемите. Така да ги повикувам граѓаните да го препознаат тоа и заедно да продолжиме да извојуваме на крај битката за Охрид. Така, мене ми останало да се заблагодарам за учеството во емисија и посакам успех до овие неколку часа од терањето на кампањата и секако во недела на денот на изборите. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВМ телевизија, следуваат интересни содржини.